Јас сум Маринела Захариевска, четврто одделение, и ми се допаѓаат многу книгите. Што за тебе ќе значи оваа награда? Благодарница? Поттик да читам повеќе. Јас сум Теодора Митевска, четврто одделение и многу сакам да читам. Кои жанрови највеќе се допаѓаат? Исидора Мун, Тиара Клуб, а омилен писател ми е Вивиан Френч и Хариет Мункастер. На другите дечиња што не читаат или послабо читаат, што ќе им порачаш? Да земат да читаат. Јас најпрво се заблагодарувам за ова награда и мило ми е што сум со овие дечиња тука, што се верни читатели и членови на ова библиотека. Како и нив и јас читам од детски денови и другарувам со книгата. Во текот на мојот работен век, јас покрај стручната литература често наоѓа време да читам и од овие книги. Во текот на овие 2 години, значи кога бевме затворени, кога бевме изолирани, кога нашите контакти беа сведени на минимум, секако дека книгата беше мојот најверен другар. Нормално со читање на книгата јас наоѓав мир и спокојство. Затоа што со читањето на книгата се поврзува со светот, некојаш се истоветуваш со некои личности од книгите, но нормално ги проширува своите сознанија, добиваш нови идеи, добиваш нови мисли. Затоа моја препорака е сите да читат, сите да другаруваат со книгата, независно од возраста, сите да се позитивни и секојаш да имат убави мисли. Денеска го одбележуваме 23 април, светскиот ден на книгата и авторското право, а во чест на двата великани на светската книжевност, Вилијам Шекспир и Мигуел де Сервантес, кои со своите дела го задолжија човештвото. Традиционално на овој ден јавната локална библиотека Илинден избира читател на годината. И оваа година избравме читатели на различна возраст. Титулата читател на годината ја понесоа Виолета Атанасова, потоа Елена Димитровска и од најмладите Теодора Митевска и Маринела Захариевска. Честитки до сите нив, се надеваме дека понатаму ќе бидат наши големи читатели. Покрај тоа, јавната локална библиотека Илинден, заедно со Комисијата за еднакви можности и родова еднаквост при општина Делчево, организира еден вид на работилница на тема авторско право. Ќе зборуваме за случаи од секојдневниот живот каде што ни е потребно авторското право или заштита од авторско право, но ќе имаме и стручно излагање на тема авторско право од магистер по авторско право Катерина Антовска, наша сограѓанка. На крајот, јавната локална библиотека Илинден ќе додели благодарници на Емнет телевизија, порталот Делчево 365 МК и Македонската информативна агенција за досегашната добра соработка и за покривање на сите настани кои што ги организира библиотеката. Денеска сме присутни на еден многу убав настан кој што го организира јавната локална библиотека заедно со Комисијата за еднакви можности. Значи, тука сме по повод 23 април, денот на авторските права, но поради великденските празници еве денеска ќе го одржиме овој настан. И навистина ми е мило што јавната локална библиотека, како и досега, па и сега, ги поддржува активностите секогаш на Комисијата за еднакви можности, што ја препозна, што баш во овој настан ја препозна можноста и поврзаноста на еднаквите можности на мажите и на жените со авторските права. Тема која што многу малку се зборува меѓу нас и што треба да навистина да одржуваме повеќе настани, да зборуваме повеќе за авторските права, бидејќи, како што реков, засегната е комисијата, засегнати се и мажите и жените, бидејќи знаеме дека автори се голем дел се и мажи и жени, така да поврзаноста наша и јас еве како денешен гостин во својство на промотор на еднаквите можности на мажите и на жените, ме радува што се одржуваат такви настани. Друго што ме радува денеска е што наши деца, како што е Катерина Антовска, кои што се докажале во својата област, ќе бидат баш гости и промотори на тоа што денеска ќе го зборуваме, така да еве и посакувам и на Кате многу успеси во незината понатамошна работа во делот на авторските права и
Еве на крај да ја искористам приликата на сите граѓани на општина Делчево, да им ги честитам престојните великденски празници, да им посакам многу здравје, мир и спокој во семејствата. Сакам да ја изразам мојата благодарност до Комисијата за еднакви можности и до јавната локална библиотека Илинден за оваа покана да бидам дел од овој убав настан, кој што го одбележуваме 23 април, денот на книгата и авторското право. Многу ми е драго што имам можноста пред моите сограѓани да ја споделам мојата лична професионална и приказна од областа на авторското право, моето работно искуство, да го споделам пред присутните со цел да ја покренеме она јавна свест за заштита на авторското право и се надевам дека во иднина токму оваа област ќе почне интензивно да се развива и јас како еден млад правник да придонесам во истиот тој процес.